Новоназначениот министер за образование и наука Јетон Шакири денеска беше во посета на Државниот универзитет во Тетово, каде што оствари средба со ректорот на универзитетот како и со проректорите на институцијата. На средбата се разговараше за актуелната состојба во која што се наоѓа високото образование во земјава проследено со предизвиците наметнати од пандемијата со COVID-19, а меѓу другото беа истакнати проблемите со кои се соочува универзитетот. Ваквите состаноци или средби се со само една цел, да сме поблиску до институциите, во конкретниот случај во високообразовните институции, за одблиску да ги слушаме потребите, проблемите, предизвиците, но исто така да ги слушаме и успесите што ги имаат сите високообразовни институции. Една од темите што беше во денешниот разговор беше и студентскиот дом, кој веќе е при крај, но за да биде готов за идната академската година, треба уште средства. Министерот изрази готовност, ако ќе има ребалансот на буџетот во мај или во јуни, да се предвидуваат средства така да студентскиот дом да биде готов за студентите. Во однос на почетокот на второто полугодие од учебната 2021-2022 година, министерот, одговарајќи на новинарско прашање, истакна дека до крајот на оваа седмица, на владина седница, ќе се одлучува дали наставата за основците и средношколците ќе се спроведува со физичко присуство или онлайн. Во наредниот период ќе имаме состаноци до крајот на неделата, како што известивме и во првиот пат, дека во крајот на неделата пред почетокот на учебната година ќе се има предвид и ставот на комисијата, ќе се има предвид и ставот на кризниот штаб за почеток на новата учебна година. Сите знаеме дека тука и вие и целата јавност ги има предвид и изјавите од УНИЦЕФ кои се за физичко присуство на настава, а ние сите сме свесни дел од наставниот кадар за придобивките што ги имаме со физичко присуство на настава. Но, испоред податоците на комисија, во претходната учебна година или во првото полугодие имаме многу мал број на заразени деца. Ке беше лесно нашата одлука ако го имавме истата варијанта од вирусот како што беше во септември или октомври. Но сега имаме нова варијанта на вирусот, но не значи дека почетокот на учебната година со физичко присуство ќе даде покачување на бројот, значи дека ако ги почитуваме мерките и го заштитуваме здравјето, можеме да имаме многу важен образовен процес. Ние ќе сме во наредниот период и до крајот после донесување на одлука на секојдневна комуникација, било каква да биде таа одлуката. Ако биде со физичко присуство, ќе сме со секојдневна комуникација со сите директори од основни и од средни училишта за да го заштитиме здравјето од децата. Инаку зимскиот распуст на учениците беше продолжен до 1 февруари, поради зголемениот број на новодиагностицирани случаи со COVID-19, а особено од брзото ширење на новиот регистриран сој Омикрон.